Надгарени јадо. Не гледай на. Рената. Свигите се смеят вместо да плачат. Не, тако не, ајде сега, пливај. Велат за јануари дека е најдолг месец во годината. Така ние истоштени после сите празници и прекумерно купување на се и се што, на крајот во джебот немаме ништо. Па кога седиме во ресторан се однесуваме како арапи. Читаме од десно на лево. Првин цените, па потоа специјалитетите. Нема љутиш. Преко Джак, наместо да улегне од дневну до елку, натепаја се успално под јорганку де комшико. Поној пат, Паук, собраја ми га авто, сасве девојко ми унутра била и однесе горе. Сакаш ли ти да видиш 10 евра сгужвани? Што работиш бе ти одека у ниједно време од два попладне? Што е тој? У фазу сам на остављање. Са жену ли, с кога? Не бе са жено. Договориме се са жено. Што? Значи ќе го оставиме цигаре, мала кој. Добар ден, деца. Дали сакате да видите магија? Шоу! Млечените производи на Буџан Козјак сега препорачани од Сдружение на педиатри на Македонија. Буџан Козјак, след јадете линката. Неодолив вкус. Овошен допир на природата. Сано. Секое дрво си има свој живот и своја приказна. Арис Ленино го продолжува животот на производите од дрво, кожа, медијапан и пластика, спречува надворешно влијание и на волшебен начин им дава сјај на вечна младост. Ленино од Арис, толку добар, што и Пинокио би сакал да го има. Добро јутро, комшо. Добро јутро. Добро јутро. И на тебе, комшо. Што би на мене? Па среќна нова година. Не. Јас сам доше да расчистимо некои работи, а не си честитамо нову годину. Не. Какви работи да расчистиме? Како какои? Па за бобчета нашега? Што си му ти купија за нову годину? Тега плаче куде мене. Па жижелица и балончиња, бе, комшо. Да му купу петарде, очи да истера, не? Бре, па оние како од шести спрат. Цела ноќ пуцасва петарди и ништа. Чу ја за тија на шести спрат, комшо. И не биле петарде, него сачмарица. Како? Па те такој, некој Дедо Мраз, преко Джак, наместо да улегне од дневну до елку, натепаја се успално под јорганку де комшико. Де бре? Ти си ми сумнив на мене. Ти да не си бија Дедо Мраз? Ја? Да. Ајде бе, комшо, не ме зезе. Абе тој некој млад приправник Дедо Мраз бија, куде бе знам ја како иде в тие работе бе. Од около си иде тој бе. Прво на деца ќе се доближиш такој, па после на мајку под кожу ќе улезнеш и под јорган, нели ако мислу, ај се слушај ти овој. Дај се ти 1000. Зашто? Па како зашто? За бобчета нашега? Да му купу нешто тега рове куде мене? Ајде, дај да виду. Па ти немаш 1000, бе. Кажам да виду колку имаш. Ајде, колку имаш, нема везе, ресто ти ме дужиш. Може такој. Комшо, сега среќна нова година. Ајде, чао. Кој е главан у куќу?
Жена нормално. Жена, како бе жена? Абе, што ти е жена куде мене е како генерал, бе? Како бе може генерал да е жена? После свак празник, она го прави генерал, кој има звање. И усисуе се. Не да усисуе, леле. Шаршав га собе. Влача. Како овај, глед. Нова технологија што ти е. Поглед. Усисуе, собира, све прави, па може и на далинско да го направи. Поглед, Не бе, бежична цевка, кратка. овај пауци усисуе, собира, или па ги тепа по главу, кој знае. Грешка се грешка. Пауци собирав, ама авта. Да бе, по оној пут, паук, собраја ми ga авто, са све девојко ми унутра била и однесе горе. И што направи ти? Па што направи? Беше плати авто си ga зема. Девојко ми остави го тамо. Они су го собирале, они нек се расправља. Не ме интересира, поштено да ти кажам. Ој го брише прошино како жена ми новчаник. Фуп. Па на далинско бе, како ли брише мајко му, ту ја трља с руку, а крпа у другу собу. Искочи од бањање, брише се у спалну, а бањарка још у купатило. Стиза му порука на жено на телефон у кујно. Од мужа. Ма чај кад си у кујно донеси ми 2 пива. Море што повише га гледам овој све повише ми личи дека усисиваче поклон од свекрв. Повеќе наменски од срце даден. Гле, усисуе, расклопиш га, можеш да тепаш пауци, можеш да тепаш и некоја по главу. Се може. Што е разлика меѓу пчелко и свекрв? Што? Пчелка уапи и одма умре. А свекрва го апе снашку цел живот го боцка и никако да умре, брат. Некој е гадно створение. Што викам снашке? Бре, због овие свекрве што су лоши, па и нас снашке не викам змие. Ово едно време усисујат напред и после стави позади и дува. Тој ти е кој на млеко се изгори, после и на женски груди дува. Абе, оно и трубаче дува, ама не може да ги замеримо на луѓе. Не, па ним никој не ги замера, него кад ги спомна. Ава кој, овој година те воду на некој фестивал. Куде ви сакаја повише те воду? На Екзит или на Гучу? Абе, ти кажу право исто ми се фаќа. И там се дува. Добар дан, добри људи! Добар дан, господине. Mi smo Jehovini svedoci. Ako imate vreme jedno pola sat da vi objasnimo nekoj работа. Ама како, немам време пола сат. Ајде, улази да пиемо по едну, две, па после и ја на вас ке ви објасни некои работе. Господине, ми не пиемо алкохол, ми смо Јеховини сведоци. Ама добро бе, нема везе по едну, две ке испиева. Ајде, улази. Господине, на нас вера не ни дозволява да пиемо. Ке ви кажемо па, mi smo Jehovini svedoci. А, гледај, добро, такова кој. Може ли ја ке пию по едну, две, а ви биете сведоци. Ајде, улази се. Улази, ајде, ајде. Свечена вечера. Муж и жена сами. Трпезарија огромна. 2 свеќе. Романтика. Запалени свеќе. Јастози си еден на стал. Винце после вечеру. Жена мужа за руку. Идемо у спално. Овој тупка му грудито и злато. Сакаш ли ти да видиш 10 евра сгужвани? И он вика сакам. Овај га бута на спал. Нога преко ногу, преко обкорачи га. И отпрслуче 10 евра сгужвани. Ча? Леле, гледа, почиња се пали. А злото, сакаш и ти да видиш 50 евра сгужвани? Ова вика, сакам. Ова е брца. Ала, со струку. Вади 50 евра сгужвани. Овој готов за малко, што ти кажу? Вика, знато, сакаш и ти да видиш 20.000 евра сгужвани? Сакам. Симни се доле у гаражу. Апто!
Ако некогаш ненадејно ве заболи глава, не мора тоа нужно да значи дека е од алкохол. Не воопшто. Еве, например, може и од добра музика, слушана во лоша комбинација, да ви го помати умот, да ви дојде преку глава, а со тоа и да ве заболи глава. 1、2、3、4，我想要带你去浪漫的土耳其，然后一起去东京。1、2、3、4，我想要带你去浪漫的土耳其，然后一起去东京。 Абе, што работиш бе ти овдека у ниедно време од 2 попладне? Што е тој? Тате, па треба ли ти ги овие флаше? Па не ми ги треба бе, што ке ми ги не видиш дека су празни? Тате бе, да ги однесу у продавницу. Зашто? Па ти учер што ги испи. Да иду да го зему кауцију, паре да си зему. Леп бе да купимо, тате. Синко бе, синко. Да не сам ви ја у овој куќу за леп ке умрет. Море, синко. Ултимативно средство за смирување на деца или средство за спроведување на педагошко-васпитну мерку ќутек. Символ на апсолутистичку власт на диктатора татета и сарадници маму, даду, батета и бабу. Ова кој? Средина на лето, патлиџани у башчу до куќу на баба Орданку почиња да зреев, а ми деца почињаме да правиме голчиња од куп камења, да играмо топку 3 полувреме 6 крај. Друго, треќо ритање на топку и она право патлиџани, истуше. Зоране, Маријане, Јоце, тибе, како ти беше име? Коки, бабо, Коки. Па кокенце сам ли ке га бираш или ја да га изберу? Прут. Ово е вржано со стресе се како прут. Зајац! Куде бе? Абе, не куде бе, зајац! Знаете ли како се дере зајац? Не бе? Фатиш ga за јајца, завртиш ga 1-2 пут и он се дере цело време. Ето, дојде си и пројде си нова година и за мене ништо. Немаше ни пакетче, мајком. Еве га мори и Божици помина и за мене па ништо. И викам, тате, па за мене некој поклон, ете ако не за нову годину, барем за Божич. А он на кој строки ми вика, да се бре, синко. Мозак е невидлив, ама кад му фали на некога, брз се види. И се познава. И затоа не се глупирај досе. На Исуса е роѓендан, не е на тебе. Зашто поклон? Па не си више дете? Да кажеш, ете, дете си, него пораснаја си, ожени се, остаруеш више. Ја, бе, тате, па ете, знам си ја, ти ќе ме учиш. Стар си, тате, тъга кад прднеш и се укочиш у кичму. Тъга си стар. Да се, синко. Ај бре, да не се карам. Кажаја сам ти да не повраќаш на постари. Немој. Ајде, опушти се малко. Весели се на живот. Ја досе, синко, сакам ти да си среќан. Важно е да си среќан, ама још поважно е жена ти да не примети дека си среќан. Запамти, други не су посреќни од тебе. Само болje лжев. Ете га, тате. Тате, бе. Што, тате? Изгледа и он го излажае маму нешто. Куде ки иде и ете га сега па се крие. Виду га, среќан некако.
Со среќа, ај, со среќа нека, ај. Важно дека она отиде да се пораѓа, тако ли? Од идеја, оно не се кажуе, ама ви сте ми другари, не може да крие од вас. Мили ке каже. А знае ли се какво е мушко, женско? Мушко бе, какво може да биде, не за фрка. Ајде, живели. Него сега тој иде бе, татковот си можев да присуствува на пораѓај, чуе ли си? Темек да со тој до мајку да бидем сведоци, а? Ти кидеш? Абе, ја би отиша, ама не сум у добри односи с мужев. Во салонот на Махагони, очекувано новогодишно изненадување со попус од дури 15%. На секоја нова нарачка на сите производи се до 15 јануари и неверојатен попус од 20 до 50% на одредени експонати. Проверете во салонот за маси и столови Махагони во Доброшане. Во духот на Дедо Мраз, голем попус како новогодишен подарок. Во Махагони. Арис де Грас, сега во две нови верзии, под контрола на италијански технолози. Неодолив вкус. Овошен допир на природата. Сано. Во комплекс Етно село, тотално уживање во оригиналните етно специјалитети и релаксиран амбиент видливо симбиотичен со живописната природа. Во Етно Гарден, гламурозни венчавки и свадбени веселби како од најубавите приказни. Ускладени со фантастична комбинација на комплетни услуги за незаборавни спомени. Комплекс Етно село. Посебно добри на свој начин. Во последно време гледам дека најголем проблем е загадувањето, превозот и трошоците за патување на политичарите. Решено, сите три во едно. Фотелје имаат и натаму да уживаат и треба само педали да вртат. И тоа не е проблем. Тие и така ќе се свртат онака како што им одговара. Види, точак за пратеници. Бивши директор, па некако не му се напушта фотелја. Никако. Политичар бе, обавезно си го зима фотелју с njega. Фотелју го зимам, а швалерку не смее. Абе, можда човек и има тврду столицу, па ете да го омекша малко. Учителке, Рамче ме гадја со столицу. Па гадја ga и ти, па не може учителке, течна ми е. Овој ти е точак за административци. Они сакав тако една меко да седи, кад идев на пазар, па да не се растресам, знаеш. Да, помеко кад купуев, тако јајца да не ги скршив. Овие празници, леле, колку рипнава цене. Кило коштани коштав како една пица. Ораси како да растем у Грчко, а мандарине како куде бабу у двор да растем. Чичко, колку ги давате патлиџани? А, не бе, дечко, грешка си нешто. Патлиџани ги продавам ја, не ги давам. А ти бабу ќе го дадеш ли? Еј, не ги осеќам више руке. Него е ладно, што ладно. Ајде да палимо по едно, ај. не, фал. Што бе фала? Еј, не. Бебе, па ти по 3 пакли дневно пушиш, што видна? Тој пушеше порано. Па што? У фазу сам на остављање. Со жену ли, с кога? Не бе со жено. Договориме се со жено. Што? Значи ќе го оставиме цигарема овакој. После свак секс да палиме по едно цигарче. По едно? Да. И како виде? Ти кажу, добро е, никад поредовни односи не сме имале. Истекла ми регистрација, отиде да регистрирам авто и заедеме начисто регистрација. И ја отиде да го регистрирам авто. Ама пропадна, парично. Да. Не само парично. Буквално може да пропаднеш. Погледни, еве човек да регистрира авто, погледни што му се деси. Колко паре, многу паре. Пропадна човек. Пропадна од муку. Оно ја кад се регистрира со жену пропадна, ама психички. Па оно не само на технички да регистрираш авто,
И kad se ženiš se registriraš, samo mjesto tablice zakačiv ti rogovi na glavu. Иду ја да го регистрирам авто старо 20 години. Кад на шалтер една млада, 20 години женска, и ја пропадна од срам. Море. Може буквално да пропаднеш и ако жена ти много троши. Примети ли си? Леле, овај моје троши како камион ФАП. Приметија сам. Сви се жалимо за жене дека троши много. Мислу за наши жени. Да. Кад треба да дадеш на своју жену 200 евра, демори, куде ќе ги потрошиш? А на швалерку 200 евра, викаш, маче, сигурно ли си дека ќе ти стигне? Ако не да додам ја 100? За свак случај. Да имаш. А док не го запослуш жену, нема шанса да фатиш валјарку. Што ти е, бе? Доноска само нешто му работи жена, може да имаш валјарку и може да издржи никако финансиски. Финансиски како мене, падам и пропадну скроз. Па, ја некако гурам у живот и овој гура, ама да ја купија ново авто не би мораја да га гура. Може ќе фатеше девојку. Убаво, згодно. А сега знаеш што може да фати? Може да фати само правац, болница. Абе, грип се фаќа, девојка се држи за рухове. Ја, зашто бе за празници можеш и да го гушнеш? Да го сгрчеш, мислиш? О, леле, селјо. Абе, компири се на грќав и згрќав. Девојка се гушка. Ке видимо кој најубаво си е прошла за ново годину посен 9 месеца. Море, ово е добра финта, не мора да трчиш по визе више да идеш во Европска унија у странство. Што? Отидеш ти регистрираш се, земеш зелен картон и права странство. Македонија полакали сигурно улази во Европска унија НАТО. Како? По 400 човека месечно. Да знаеш дека сви отидеа со оно, затоа и нема мајстори. Абе, нема куќе кој да одржава, бе. Пропада в куќ, а нема и жене кој да ги одржава, па и бракови пропадав. Нема кој деца да прави. Памтиш ли како деца кад си игра смо германци и партизани? Памту. Си сака се да биде партизани, никој германац. А сега ноги ќе искрчиш за визу и за работа у Немачку. Сви се прави германци сега. Ете бре, па го нема, а одвај чекам да дознам у кога се е парка паднала, мајко му. Она па каква е бре, неозбилна слепоќа ни паре нема, кој знае дали иставила парку лепче. Све да го мислу тако е, оту го, нема го Иду, Мари, иду! Идеш, Мари, идеш, се идеш, ајде седни туј, нестрплива сам, чекам те да ми кажеш у кога се падна парка. Само тропаш како празна канта. Ја! Ти, у кога може да се падне па у мене? Како, Мари, у тебе? Па нели се Мари ја сама? Цело лепче за мене, парка у мене. О, леле, колко ме нервира, Луѓи ќе зему, ќе го скршу како гранче за бъдњак, ете така. Она ќе ме скршила, Мари като дрвно како грејано ракиофа, тако на еден пат. Доста не се карај, кажи ми, бар беше ли на Коледа појали? Не сам била, Мари. Зашто, Мари? И па нели кажава на телевизор тие што не су вакцинирани не смеев да идат. Дом да си седив. Дом? Па што не се вакцинираш, ма? Мари, гожва, куде да се вакцинирам, ама кој? О, Боже, па вакцинирај се сама. Како, Мари, сама? Па тако е, Мари. И што е тој проблем? И вчера виде еднога дечка, улаз, млад дечко, зема сам се вакцинира за шприц. Туго ти стварно не си била тачна, туго! Слушај, ајде го, ајде не се карам. Ајде. Искочи си само такој може да не се карам. Ја да се искочам? Шалу се, Мари, шалу се, полака. Ајде да ни почне овај нова година убаво, може ли? Еви и тебе да ти почне убаво, нек ти почне с мене. Јас сам ете убава. Она била убава. Што се смееш? Добре ти да беше убава, ке те земеше некој не твој като мре, не само да ми чмаеш тој дома. Па не може да не се кара човек с тебе. А Мари, знаеш ли колко су мене тражили да ме земем? Него, јас сам таква бирам много. Тој... О, Боже, njom го тражили и тој си Мари грешка. Како? Па не бираш, тебе те бирав. Пошто си има лецка како ние лубенчиња на пазар, сви го чукава, никој не те зима, Мари. Ако те чукне ја тебе, не ме нервире. И што ти ако си висока? Бре, голема работа. Па и то поле су високи, па чавке ги сере. Ти на мене тако да ми збориш? Ја на тебе. Не ти пробуваме да знаеш. Па иди си ако не ми правиш ма бедри ти кажа. Ти ке ме малаш од кој тебе не си иду. Па ајде да се миримо. Ај. Не се миру с тебе, штото. Омри, гледай го. Час едно каже, час друго. И ја ми те збор онда. Ај.
Се разбуди рано сабајле и си реков: Зоране, од денес ти си на диета. Само среќа што не се викам Зоран, туку Драган. И затоа диета дури после празници. А вие така најадени, гледајте не на Facebook и на YouTube. Со нова епизода на Нема љути се враќаме за 7 дена. Чао! Знаеш што, за 9 месеца има да видимо кој тоа највозједјак. Гледајте не Јешен пут и на Facebook. Со нова епизода се враќаме. Што е разлика меѓу свекрви и снашки? Нема разлика. Не можеш да најдеш. Зашто не можеш да најдеш? Ајде бут. Ова е усисач. Чекајш. Знаеш ли што дека свекрви су како пчелки? Како бе? Пчелка им путу боде и умре. Не беше како така. како пчелки, като су различни. Леле катастрофа, човек. Стизава порука на жену на телефон. У кујно. Надгарени јадо. Не гледай на. Гледай ната. Сите ти се смеят вместо да плачат. Ајде сега, пливај!